Па видите сега, не беше баш лесно, но ние уште од почетокот бевме доста агилни. Направивме добар распоред во групната фаза, ги знаевме онапред противниците кои ни доаѓаат и така се спремавме постепено. Малку, како што реков претходно, очекувавме во финалите да не дојде на екипа од Миравци, која исто така квалитетна, но тие нестрекно изгубија и после полуфиналната вечер немавме многу тешка задача. Честитки за екипата која играше во финалето и што да кажем. 5:1 беше резултатот. Според вас, колку ваквите турнири се потребни? Бидејќи во Струмичком своевремено имаше, ама сега едноставно. Ваша оценка за турнирот во Василево? Наша оценка за турнирот е многу добра. Тој веќе мислам дека е 4-та година поред и треба постојано исто така да продолжи, но еден апел до сите спонзори, приватни бизнисмени, например во Стромица, бидејќи нашава екипа Ресторан Пала даде своји средства, исто така имаме уште еден спонзор Джокерол, кој исто така од наши средства, бидејќи сме влюбеници во фудбалот, соберавме играчи од Скопје, го донесовме најдобриот играч во Македонија во последните 5-6 години, Зоран Левески, кои се уште 3-4 играчи, Глигоровски, Гомот Пандилов и со склоп од 3-4 добри момчиња кои играат во Струмичка Беласица овде во Турново, направиме на спој на добра фудбалска екипа. Сакам исто така да кажам, за догодина би требало и другите екипи да влезат со посилни спонзори, да донесат подобри играчи и нашиот народ малку да ужива во малиот фудбал. Бидејќи само тоа го останува. Сме дека од година во година овој новогодишно божикен турнир во општина Василево, овде во спортската сала во Василево, има од година во година се поквалитетни екипи. Се надевам дека и во смерот на организацијата сме поквалитетни и секој еден турнир за нас представува искуство за наредната година за што поуспешно да го организираме. Оваа година овој турнир помина во најдобар ред, победија најдобрите, спортски и да се губи и да се победува, секој спортист треба да знае да го понесе и поразот, така да и овие екипи сепак што учествуваа беа со мотото да се спортува, а не да се освојува награда, но ете како доказ за најдобрите тие освоија и пекари, и парични награди, и друг вид на сатисфакција која треба да представува мотив за да учествуваат и на идните турнири кои ќе ги организира општина Василево. Ќе организирате до година повторно, бидејќи единствено остановте како општина? Секако дека ќе организираме, значи тоа веќе е традиција во општина Василево за новогодишно божикните турнири и наредната година 2013-2014 ќе организираме турнир, се надевам од поголеми размери од овогодинешниот.